Со почеток на учебната 2024-2025 година, сите ученици од општинските основни училишта на територија на општина Газибава ќе добијат бесплатна униформа. Оваа информација на социјалните мрежи ја сподели градоначалникот Бобан Стефковски. Со реализацијата на овој проект се намалуваат социјалните разлики што ги има во секое општество и се постигнува чувство на еднаквост меѓу децата, напиша Стефковски. Градот Скопје доби престижна награда од Младинскиот климатски акцијски фонд за иницијативите предводени од младите насочени кон рециклирање и намалување на отпадот. Овој фонд обезбедува техничка помош и финансирање на млади лица на возраст од 15 до 19 години, кои ќе управуваат со биоотпад и ќе дизајнираат и произведуваат рециклирани производи во рамки на новата биотехнолошка лабораторија. Наградата од $50,000 беше доделена за успехот на првата јавна биотехнолошка лабораторија во Македонија и регионот, иницијатива на град Скопје со поддршка од UNDP и УНИЦЕФ. Градоначалничката Даниела Арсовска го представи овој проект на локалниот самит за климатски активности. Јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар и општина Центар во соработка со сообраќајната полиција Скопје минатата недела санкционираа 203 непрописно паркирани возила кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот. Јавното претпријатие ПОЦ и општина Центар континуирано ќе ја спроведуваат оваа мерка со цел да се доведе во ред сообраќајниот хаос и проблемот со непрописното паркирање на комерцијалните и резидентните паркиралишта и улици на територија на општина Центар. 23 годишникот Скопје, на 30 јуни, додека управувал мопед Јинг со скопски регистарски ознаки, паднал на коловозот на булевар Киро Глигоров во Скопје, како што било пријавено во секторот за внатрешни работи од Скопје. При несреќата, возачот се здобил со тешки телесни повреди, потврдени во комплексот клиники Мајка Тереза. Увид на местото на несреќата извршила екипа од секторот за внатрешни работи од Скопје. Градоначалникот на Кисела вода, Орце Ѓоргиевски, во текот на вчерашниот ден на социјалните мрежи објави дека започнува реконструкција на патната инфраструктура во Пинтија на површина од преку 5000 квадратни метри. Како што соопшти од општината, станува збор за улиците Саса 12 и Јабланица со сите нивни краци, улици кои што не биле обновени 30 години. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расу тесни. Вечно